нашата хумана добротворна помош. Секако дека сме спремни и треба што побрзо да го направиме тоа. Да, помошта за некој е необходна, на време да му пристигне. Значи денес ќе продолжиме од таму каде што вчера застававме. Одиме. Да, навистина да одиме. Деца, ајде, станувајте. Доста е играње и излежување. Јас морам да одам на работа. О, мамо! Но како и секогаш. Добро, додека да се вратам, вие знаете што треба да се прави. Добро, мамо, оди без грижа, знаеме што треба. Господи, добро утро. Ти се молам, Господи, дај ми здравие и сила да издржам во работата. И ти се молам, чувај ми ги децава. Дечиња, јас одам. До гледање. До гледање, мамо, со Господ напред. Ајде, сестри, знаеме која што треба да работи. Еве јас, почнувам со припрема на јадење. Јас на брзина нешто ќе спремам, да ја однесам на мама на работа, да може да издржи во работата. А јас како и секогаш ќе зајдам за да не биде попријатно престојувањето во нашата рода. Оно од вчера што се извака, јас ќе го исперам, а бидејќи нема многу, одно ќе помогнам онаму кој ќе спре. А ние знаеме. Како се кога играјте? Игра. Сара, намирниците ни се притрај. Не знам што ќе правиме, кога ќе ни се дотрошат и овие. Јас мислам како и секогаш, мама ќе најде решение. Што јас заврши, треба ли на некој да му помогнам? Не треба. Што направи Јованка? Што се уште не е вратена? Да не е случајно нешто со мама? Не верувам. Ако еве Јованка пристигнува. Па добар ден на сите. Што е? Некако изгледате многу загрижено. Не дека се загриживме, но други пати побрзо си се враќала Јованка. Да, кажуве, како е мама? Дали е добро? Навистина, Јованка, зборувај, не чекај да ти спрашуваме, бидејќи ништо не кажува, значи се е во ред. Да, се е во ред. Сигурно е дењето е готово. Може ли кога ќе дојде мама да радеме? Хајде. Да, готово е дењето и секако дека така ќе биде. А тогаш ајде да поставиме прибори за јадење. Да, нема потреба да брзаме. Најпрви мама нека пристигне. Ние сме гладни. Може ли побрзо да добиеме јадење? Секако дека може убавина сеца, сега ќе еве, дај ми овие сендвичиња. Ако им се малку, повторно ќе им дадеме. Дојде. Мамичке, добре дојде, како си? Добар ден, дечиња. Добро сум, но малку сум уморна. Денес порано ќе си легнам. Како, мамо, порано ќе си легнеш? Нели, први треба да јадеме. Не. Тоа што ми го донесе денес на нива беше доволно за сиот ден. Ние да јадеме, па ќе си легнеме и утре да почнеме со истите задолженија како и вчера. Господи, добра вечер. Ти благодарам, Господи, за се што ми пружи во денешниот ден. Ти се молам, испрати ме во мирен и безмезежен сон, заедно со ангелот чувар, да ме чува, да бдее над мене. И ти се молам, направи да се разбудам жива и здрава, да можам да ја исполнувам Твојата волја. Амин. Друштво, мислам дека добро го искористивме денот во прибирање хумана добротворна помош. Се согласувам дека е така. Овој пат собравме повеќе од претходниот. А што мислите кога ќе правиме распределба? Јас мислам да не губиме време, веднаш да почнеме. Да, во право си. Верувам дека не сме се успеле. Станувајте сите и сите да почнеме со истите задолженија како и вчера. Што чекаме? Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Ти благодарам, Господи, што направи да се разбудам жива и здрава. Ти се молам и денес дај ми сила да издржам во работата. Дечиња, јас повторно одам на работа.
Донесете ми таму јадење, бидејќи за ручек нема да стигнам. Емилија, ако ти не можеш, јас да ја барам. Добро. Што е, деца? Што треба да ми кажете? Ами, мамо, вчера Емилија, кога приготвуваше јадење, кажа да ја карам вербиците си при крај. И ќе биде доволно само за уште денес, мамо. Да, мамо, што ќе правиме кога ќе ни се дотроши се? Ах, деца мои, душички мои, па немојте вие да се грижите за тоа. За тоа се грижи нашиот Господ, Исус Христос. Верувајте, се ќе биде во ред. Веруваме, мамо, дека така ќе биде. А сега довидување. Довидување, мамо, Господа те чува и да те врати жива и здрава. Значи, за кого прво чиствојуваме? Јас мислам за Марија. Гледате како се измачува за да му обезбеди се на своите деца. Се согласувам со Да, тебе. навистина и јас се согласувам. Па јас не се согласувам со тоа. Охо, а зошто мислиш така, Ана? Нели таа ги исполнува сите услови? Да, навистина. Ги исполнува. Јас мислам дека само едно не исполнува. Добро те добро, кажи ни, што е тоа? Па еве вака. Ние секоја недела и секој празник одиме во црква, а таа само за Божик и за Великден. И таа знае да каже само една молитва. Добро утро, Господи, добра вечер, Господи и добра ноќ, Господи. Па тоа не е греф. Важно во секој момент го спомнува Господа. Да, навистина го спомнува. Добро, Ана. Сега нешто ќе ти кажам, а потоа ќе видиме дали ќе го пронајдеме правиот одговор. Дали си спремна? Спремна сум. Еве, ова кандило, запалено е, гори, земи го. Позедов и што да правам сега со него? Сега со него ќе свртиш еден голем круг околу и ќе се вратиш назад, овде. Но внимавај кандилото да не ти згасне. Но како е тоа можно? Голем е патот, а и види колка ветер дува. Јас не знам, тоа си е твоја работа. Кога ќе биде спремна, можеш да тргнеш. Ама сигурно дека можам. Спремна сум, тргнувам. Но тргнувај веќе еднаш. Тргнувам. Кандилце мое мало убаво. Немој да ми се угасиш. Леле многу дува. Ајде, кандилце, издржи да те вратам назад запалено. Ах, еве, пристигнав. И кандилце... Ах, што стана? Досега гореше, а сега згасна. Ние не знаеме дали горело и до кога горело. Не ли, сестри? Да, не не, знаеме не. како дојде се згасна. Но навистина, цело време гореше, а сега згасна. Добро, Ана. Ајде сега кажи ми, дали додека вртеше со кандилото се молеше? Да, му се молев на кандилцето да не ми изгасне. Погрешно, Ана. Дали барем еднаш помисли и му се помоли на Христа, нашиот Господ Бог? Но нема време. Цело време размислував како да не ми изгасне кандилото. Немаше време, а? Кажи ми дали Марија има време да оди во црква, мислејќи и работејќи за целото семејство. И пак наоѓа време да му се моли на Бога. Зарем не е така, Ана? Да, навистина, така е. Јас застрамена сум многу. Дали сега мислиш дека треба да им дадеме од хуманитарнава помош на Марија и нејзините дечки? Да, секако дека треба. И тоа првиот кај нив ќе започнеме со разделувањето. А верувам, кога нејзините дечиња ќе подпораснат, ќе има повеќе време и ќе доаѓа во црква секој ден. Ама ајде, доста зборување. Ајде да тргнеме. Да тргнеме. Некој доаѓа! Добар ден, дечиња. И ако уште малку вечер ќе бидеш. Па добар ден, добре дојдовте, повелете. Дали вашата мајка е дома? Не, но еве ја пристигнав. Добар ден. Добро сте дошле. Самиот Господ Бог ве испратил. Деца, послужете ги со нешто. Не. Само да ви ја предадеме хуманитарната помош и се одиме, бидејќи треба и на други места да разделуваме. А веќе еве, се стемнува. Рековме дека се ќе биде во ред. Господи, ти благодарам што постојано се грижиш за моето семејство. Но, мамо, зошто не им се заблагодариш на теткиве, туку само на нашиот Бог Исус Христос? И нивки им се заблагодарам, Кирко.
но прво на нашиот семоќер, бидејќи ако тој не сакаше, теткиве немаше ништо да ни донесат. Слава на нашиот Бог!